Слава на нашиот Господ Исус Христос. Учителе, која заповед е најголема во законот? Со ова прашање започнува Евангелието за оваа недела. Исуса не го прашуваат за да научат, туку за да го искушуваат. Но наместо да го фатат на збор, тој ја открива сршта на целата вера, а тоа е љубовта. Возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сиот свој разум. Возлюби го својот ближен како себе си. Сите заповеди, сите пророци, целиот закон се сведуваат на оваа двојна заповед. Но што значи тоа за мене и за тебе денес? Прво, љубовта кон Бога. Не половична, не условена, туку целосна со сето срце. Тоа значи да му дозволиме да Бог да биде на прво место, пред мојата кариера, пред моите амбиции, дури пред моето семејство. Да го љубиш Бога значи да му веруваш дури кога не разбираш, да му се обратиш дури кога нешто ни изгледа невозможно и тешко. Дали моето срце е поделено помеѓу многуте идоли, успех, пари, моќ, или навистина е целосно предадено на Бога? И второ, љубовта кон ближниот. Исус не додава ако некој ти е симпатичен, ниту ако е праведен. Тој вели како себе си. А тоа значи да го посакувам истото добро за другиот како и за мене. Да бидам подготвен да простам, да помогнам на оној кој е во потреба, да не се задоволувам со површна љубезност, туку да одам подлабоко. Да се грижам, да се вложувам, да ризикувам заради љубов. Би било добро секој од нас и да се праша кој е мојот ближен кого не можем да го љубам? Кој е човекот пред кого моето срце се затвора? Може би токму затоа Бог упатува ова слово денес и до мене и до тебе. И уште нешто. Редоследот е важен. Не можам навистина да љубам ближен ако најпрво не го љубам Бога. Без љубовта кон Христа, мојата љубов кон другите ќе остане кривка, условена, понекогаш и лажна. Но ако се напојувам од Божјата љубов, тогаш мојата човечка љубов станува вистинска и исполнета со радост. Затоа денес Христос не прашува кого сакаш, како сакаш. Дали мојата вера се мери со формули должност или со љубов? Дали сум подготвен да љубам до крај, како што Исус љубеше на крстот? Да го замолиме Господ да ни даде срце што ќе го љуби безусловно и да ни подари љубов што ќе го прегрне секој човек. Зашто во љубовта е содржано се, законот, пророците и самото Евангелие.